Едукативниот центар STEM роботика од Кочани е победник на 6-тиот национален надпревар по роботика кој се одржа викендов во Штип. Во конкуренција на 22 екипи, вкупно 180 учесници. Учесниците од Кочани победија и во категорија млади од 6 до 10 години и во категорија на учесници од 10 до 16 години. По возрастната екипа на Кочанскиот едукативен центар STEM роботика со ова прво место стекна право да учествува на светскиот шампионат по роботика, што од 7 до 9 јуни ќе се одржи во САД. Екипата е составена од ученици од Кочани и Виница, кои се редовни членови на едукативниот роботски центар во Кочани. Координаторот Иван Донев вели дека се подготвувале неколку месеци и дека ова за нив е од големо значење. Ние се подготвувавме неколку месеци за ова и имаме големи очекувања за нашиот надпревар. Секој дел од учесниците од тимот веќе учествувал повеќе години, некои учествуваат за прв пат. Ова е феноменален начин за како тие можат да се развиваат меѓусебно, како можат да стекнат soft skills или меки вештини кои што се во област на презентирање, логичко размислување и секако програмирање и роботика. Го подобруваат својот личен развој од најмали години и секако големи очекувања и достигнувања се им на пат и во професионална кариера, а и вака како ученици. Учесниците имаат задача да направат рекреативен центар како спортски центар, сала, терен и слично. Кочанчани имаа проект за побудување на интересот кај младите за скейт паркови, односно идеја да се дигитализира начинот на кој младите спортуваат преку игри. Тим ги изработи сите мисии кои што се на масата за роботско пуштање, а исто така имавме проект кој што е Ремек дело. Ремек дело во овој смислов во надпреварот значи со рекреација на рекреативни места и реставрација на нив. Нашиот проект би бил побудување на интересот за скейт паркови, како што можете да видите во проектот. Тоа е идеја да се дигитализира некако начинот на кој што младите спортуваат преку игри, преку повеќе роботи, дигитализација на рекреативните места, за да побудиме интересот на младите како тие да спортуваат, а исто така и да бидат вклучени во надворешни активности. Надпреварувањето беше под закрилата на Обединетите нации, која за оваа година ја одреди тематиката на иновативни проекти на места за рекреација со помош на новите технологии. Победниците беа најдобри во сите 4 категории: основни и иновативни вредности, потоа во проектна тематика, во робот дизајн и роботска игра. Оваа екипа беше национален победник и пред 2 години, а приматот го потврди на годинишниот државен надпревар во рамките на Фрст Лего Лигата на Македонија.